Значи, за да ги изгради, државата ќе треба да учествува со субвенција од тој дел, за да него му се фати да не е возијан. И ние ќе учествуваме со субвенција. Фирмите сега што ќе дојдат, ќе кажат колку субвенција бараат од државата. Кој најмалку ќе бара, тој ќе добие. Или тоа ќе биде еден од главните критериуми, ќе има и други критериуми, тоа ќе биде еден од главните критериуми, кој најмалку ќе бара од државата, тој ќе добие концесијата. Градење на патот чини 100 евра. Да. И овој вели, вие дајте ни како Република Македонија 23 евра, ја ќе дадам 77. Точно. Добро. Точно. И ќе го градам. Некој друг ќе рече државата треба 25 да даде, некој 30. И тој не игра. Добро. Победува тој што дал најмалку државата да даде. Да. За да го намалиме овој дел на државата, ние го понудивме и обиколницата околу Скопје да се стави патарина, иако е таа изградена, за да се зголемат приходите на концесионерот и да ни го намали делот што треба да го даде државата, бидејќи државата за тој дел ќе земе кредити. Ние ги немаме тие пари така да стојат, ќе земеме кредити и ќе речеме ево го нашиот дел за да се изградат патиштата. Но да расчистиме. Тоа не значи дека патарината на Велешко езеро ќе ја добие некој. Не. Патарината на Велешко езеро е пак наш. Коридор 10 останува, да. Значи тука има забана. Ја сега на Велешко проаѓа толку или на Мислам дека само обиколницата дека се дава. Ќе проверам уште еднаш, но мислам дека само обиколницата. Последна работа од овој дел е она што мене супер ме интересира. А тоа е земјоделство. Земјоделство, стоčarство, водостопанство, рибарство. Тоа мислам дека тука е нашата. Огромен број граѓани од тоа живеат. Затоа е интересно. И уште повеќе треба живе. И уште повеќе треба да живе, да. Значи тука има неколку работи. Голем извоз се прави. Значи прво неколку работи. Може да произведуваме здрава храна, но треба да се вратат луѓето на село. За да се врати треба да има струја, пат, вода, нели, некаква комуналија, пошта. Така? Да. И треба да купи 10 крави, 10 овци, не знам, нива, да сее, да ора. Сега јас не сум земјоделец, меѓутоа претпоставам дека има и безземјаши, нели, не се пасите со земја. И од сето тоа не може веднаш да тој ќарува пари да зема. Тоа не бе, тоа е спора работа, мачен живот, нели, така. Фармер, земјоделец. Сега државата тука реално помага. Има, јас колку се интересирав, има нели ИПАР ова програмата, има национална ваква стратегија, па да кажеме ќе купиш, не знам, телињата по толку, пола ти дава од овде, значи помага државата за секој земјоделец, без разлика дали прави калинки или јагниња, или мислам или риба, икра. Така. Мислам општо вака. Само да спомнам уште еден значаен момент од претходното прашање и веднаш се ваќам на земјоделието. Сега се во почеток уште еден голем проект во износ од 120 милиони евра за изградба на регионални локални патишта. Ја претходно спомнав регионални во однос на реновирање. Сега изградба на нови регионални локални патишта. Земавме кредит од Светската банка и од Европската банка за обнови и развој. Веќе се подпишани 100 договори, ќе се градат регионални патишта во должина од 200 километри и 200 поединечни локални патишта. Градбата почнува некаде на пролет. Веќе се склучени договори за 100 од нив. Значи, во тек се склучувањето договори, парите се обезбедени, тендерите, како што кажа, за повеќето се поминати, склучени се договори, така што некаде март, април, кога и почнува градежната сезона, ние ќе имаме 200 километри регионални патишта градба и ќе имаме 200 поединечни, не знам точно колку километри, локалните се обично пократки по 3, по 5, по 6 километри, локални патишта, што исто така, 120 милиони евра, не е сума која што е за занемарување. Значи, сега да кажеш од пролет, багерите, булдожерите ќе се копак, се работи. Во овој дел на 120 милиони, инаку во делот на концесионерство, доколку успее јавниот повик и се јави фирма и склучиме договор, проценка е дека после тоа ќе треба едно 6 месеци за таа да ја заокружи финансиската конструкција и некаде градбата би почнала крајот на следната 2010 година. А додека овие локални и регионални патишта ќе почнат на пролет. Градбата. Тука можам со голема сигурност да кажам, бидејќи имаме склучени договори веќе. Се чека само да ги направат подготовките и да започнат. Сега се вратам нова многу важно прашање за земјоделието. Тоа е основно. Што има да се јаде. Значи, ние за оваа година предвидовме за 2009 рекордни 70 милиони евра поддршка на македонскиот земјоделец. Да подсетам, 2006 година кога дојдовме на власт имаше само 6 милиони евра за земјоделците во буџетот, кои што дел од нив се дава за некакви студии, програми, кои што на крајот не знам и дали некој ги читаше.
Значи не беа ни 6, може би беа 5 или така некако. Или 4. Ние таа година, тие 6 ги направивме да бидат 18. Веќе следната година, во 2007 отидовме на 45, пардон, на 25, во 2008 отидовме на 45, нови, се станува збор за нови 45 милиони евра. Уште толку, уште плюс. Оваа година 70 милиони евра нови. До година веќе се проектирани во буџетот е во парламентот 100 милиони евра. Значи од неполни 6 милиони евра подршка за земјоделците, 100 милиони евра 2010 и само да кажам дека 115 милиони се предвидени за 2011, 130 милиона за 2012. Тоа е ветување од програмата. До сега го исполнуваме. Ама значи тоа важи и оној што има рибник, така, и тој што има фарма, и тој што има нива, и тој што има овоштарник. Да. Значи апсолутно. Има програма што ја прави владата. Таа програма пред да се направи се консултираат сите гранки земјоделски, сите нивни здруженија. Дури некои консултации се јавни, гледам по приватните телевизии има дебати викнати од сите сектори на земјоделието, заедно министерот, заменикот министер, државен секретар, дискутираат, овде е поважно, овде е ова критично, оваа година мора ова да се подржи. Откако сите земјоделски здруженија заедно со владините представници ќе ги усогласат бројките, тие доаѓаат во владата. Ние многу и не расправаме, малку расправаме, оставаме најголем дел самите земјоделци и самите компании од земјоделието да го одредат тоа. Добро, и ние учествуваме во политиките, но голем дел од нивните сугестии ги прифаќаме, затоа што тие се на терен. Тие најдобро знаат ситуацијата. Само да довршам, ако дозволите. И после усвојуваме програмата и по таа програма ги делиме средствата. Покрај ова имаме средства и од ИПАРД програмата, која што оваа година Европската унија направи контрола на нашите институции, дали се способни сами да менаџираат со парите. Сами да ги делат. И прв пат добивме можност и сами да ги делиме и голема сума да распределиме. За следната година, а веќе од крајот на декември, почеток на јануари може да се аплицира, ќе се поделат 45 милиони евра за македонскиот земјоделец, пари што доаѓаат директно од Брисел за македонските земјоделци. Мене ми е зборот се околу поделбата. Значи владата дава, од Брисел даваат, значи 100 и 150 милиони поиш. Делбата, Никола. Значи, дали е реална, дали е нормална, дали е човечка, дали се застапени сите, да не е по партиски војници, по партиски послушници, понати тебе за тоа што велиш кога биле 5-6 милиона за различи тамо нешто пише. Значи, дали е делбата реална, дали секој, бидејќи гледам да кажеме дека тутунарите се супер задоволни. Одеднаш сите молчат тутунарите. Иши, сада тутунарите. Освен она криза со млекарите што беше, ние веќе 3 години немаме сериозна криза со земјоделски. Има понекои ситни, но сериозна криза нема. Беше исклучок млечната криза и таа беше малце пренадувана. Делбата како ја кажеш? Делбата се прави вака. Значи, ја не верувам дека е се идеално. И никогаш нема се да биде идеално. И не можам да гарантирам дека некој некаде не украл нешто или не направи, тоа е нешто ситно. И ако се фати таков, се знае. Генерално, делбата оди на следниот начин. Се утврдуваат критериуми. Кој може да земе? Не знам, треба да има 3 крајви најмалку. Добро. Треба, не знам, да прави тоа, треба да сади толку и толку. Сите што ги исполнуваат тие услови, аплицираат и добиваат. И ја до сега не сум чул некој да ги исполнил, а да не му се дава. Еве, ако најдеш ти таков, кажи, да ги провериме документите, оти може и да лаже некој. Значи, може да рече ги исполнува, суштина не ги исполнува. Да ги провериме документите, ако ги исполнува, не е важно дали од ССМ, дали од ВМРО, дали од ниједна партија, дали од некоја помала партија. Значи, има тоа не се гледа. Чуваме зајаци, или не знам, лавови, така да се чуваме лавови. За лавови немаме програма. Добро, ама еве да е домашно животно, да не кажем некој, па да нека ти си запнал за овци, а не за крави. Значи чуваме да. И сега и јас ги исполнувам условите, и ти, и дечкото таму, и другиот дечко. Сите добиваме? Сите. Значи нема тоа сега, значи од вас четворица еден ќе добие. Нема тоа. Два услови има. Да ги исполниш критериумите и да аплицираш, да побараш. Не можеме да ти дајме ако не побараш. Добро, тоа треба да пишеш што играл дај ми дојде лото, а не. Има и такви што не побарале. Сретнав еден човек, вика што работиш, како обработувам земјиште волку и толку, а викам значи премаши од овие субвенциите. Не, вика не ни побарав. Ми иде вака добро, не барам. Добро. Секакви луѓе, секакви луѓе. Меѓутоа зборот ми е, исполнува, добива. Нема тоа. Вие сте четворица, ама еден ќе добие, другиот тројца до година. Нема тоа. Апсолутно. Не само тоа, Миленко. Ние свативме дека
земјоделците имаат проблем, пошто